Надпревар голбал се игра на терен од 18 метра, со гол пречник од голот е 9 метра, се игра со тројца играчи, на една страна, тројца на друга страна. Теренот е облежен спрема стандарди 6 метра линија за изфрлање на топка, над 6 метра е пенал. Топката се фрла по земја, не смее да рипа, например, кога се фрла, не смее да рипа топка, мора да е по земја за полесно да се брани. Топката како ја следите? Топката е исто како фудбалска топка, ама ова е звучна, има дупки, се слуша по звук. Играта се игра со врзани очи. Не се гледа, значи. Носите друга некаква опрема? Да, наочари, специјални наочари носиме. Може и вие вака да се видат. Значи, со овие наочари ништо не се гледа комотно. Топката е сета со звук, у салата мора да биде тишина, мир да има ориентација по самата топка. Гледаме дека туку има некакви јажиња на подот, зошто се тие? Тие јажиња служат за ориентација, например, на сите тројца, на сите три места има различно. За центарот башка обележано кај да брани, за крилото кај да бранат посебно. За само ориентацијата на луѓето. На допир. Да, на допир со земја посекко. Не се добри салите повеќето. Немате услови за игра? Немам услови, чим нема статива, немаш услови да играш. Салата не е гумирана, она со бетон, со паркет, нема услови да играш на паркет, не се слуша топката. Со опрема, со заштитна маска, и со фрлање на топка, звучна топка, со рачно фрлање. Така браниме со легнување на подот, на паркетот, и ако се постигне гол, добрата екипа победува. Дружењето, тоа е на прво место е дружењето меѓу членовите од другите градови, нашето дружение. На прво место тоа е. Овој четврво меч во голбал помеѓу градовите Прилеп, Кавадарци, Скопје и Битола се одржува секоја година, ова е некаде околу 10-та година или може би и повеќе. Секојаш општина Прилеп, јас како градоначалник, како и за сите други спортови, и за ова давам поддршка, затоа што тоа многу значи за нивна категорија на луѓе. И секојаш ќе бидат поддржувани во иднина и се што треба ќе направиме за да се унапреди овој дел и овој спорт како што го прават тие денес.